Иако своевремено биле спроведувани две јавни расправи за локацијата на планираните 20 типски куќи за жителите од старата касарна, на кој никој не се јавил со забелешки, сепак во пресрет на започнувањето на нивната изградба, граѓаните со мирни протести го кренаа својот глас, загрижени поради повеќе причини. Тие посочуваат дека уништување на зелениот појас и зголемени трошоци за другата инфраструктура, но примерен проблем секако е доселувањето на стотина жители од сите возрасти, од кои дел се проблематични поради многу негативни појави кои сега се случуваат во и околу касарната и пошироко. Спремни се да ја бранат и одбранат локацијата. Од друга страна, општината е доведена во комплицирана ситуација како понатаму да го реализира планираниот и документацијски сработен проект. Градоначалникот Илиев, кој своевремено кога мештаните реагираа против истата локација бегаше од медиумите, сега топката ја враќа кај советниците во советот на општината, имајќи го при тоа аргументот дека претходно тие едногласно ги изгласале проектот и локацијата. Прашањето е што може да променат советниците и каква нова одлука да донесат, особено во услови на притисок од јавноста и отворениот судир во Трајаново Трло. Ако ја потврдат претходната одлука, ќе го навлечат гневот на жителите на трите населби. Ако ја променат, ќе предизвикаат пролонгирање на постапката, нови трошоци за урбанистичка и градична документација и редица други последици. Од ќорсокакот во кој се најде реализацијата на овој проект, за кој се обезбедени средства и е доведен во фаза да започне да се гради, се чини нема многу излезни решенија. Напротив, можно е додатно комплицирање на работите и дури нивно ставање во функција на локалните избори, што вообичаено е лошо сценарио. Во меѓувреме, стручњаци од сферата на урбанизмот коментираат зошто е заборавена и заобиколена логично предодредената локација источно од фабриката за вода, каде што пред повеќе години беа уривани дивоградби, или можеби некој сакал неговиот проект да доминира на ридот за да е видлива оддалеку. Како и да е, сега кога во игра се повеќе опции, многу тешко ќе биде убедувањето на едната или другата страна да се постигне потребната согласност.